Почитувани присутни, се надевам дека се слушаме добро, така? Се слуша добро до крајот, до позад. Изворот на темата на овој седми поред, Христијански философски форум, нескриено е мотивирано од завчерашното празнување на денот 9 мај. Ден кој во себе одбележува два настани. Победата над фашизмот од една страна и обединувањето на Европа од друга страна. Интересно, двата спомени во последно време се доживуваат како да се спротивставени, како да е невозможно да се празнуваат двата во еден ист ден. Не баре сме станале неспособни да погледнеме барем малку отаде острастеноста на историскиот миг во кој што го даваме суд. Тоа ме подсетува на нам познатиот феномен на двата Илинден, едниот на комитите и другиот на партизаните. Но да бидеме честни, ниту ќе го имаше обединувањето без победата, ниту таа победа ќе беше завршена без деценискиот процес на интеграција што уследи и што допрва ќе треба да следи. И навистина ваквите цивилизацијски придвижувања не се мерат во месеци или во години, туку во децении и столети. Не се парцијалните визии и проекти оние што ја конституираат историската стварност, туку тоа е нејзината инхерентна диалектика. Историјата е продукт на вриежот на множеството човечки стремежи, а не исполнување на еден однапред замислен наратив за тоа како подоброто утре треба да изгледа. Културата е продукт на ферментација, а не на шематизирано индустриско производство. Цивилизацијата може да се спореди со старо одлежано вино, а не со шира која само што почнала помалку да режи. Ако од ваква перспектива погледнеме историјата, ќе видиме дека парцијалните визии, кои со децении наназад ни се пласираат, избегнуваат една фундаментална состојка, конститутивна за формирањето и обстојувањето на секоја голема цивилизација. Тоа е религијата. Стремежот по Царството Божие, запретан во темелите на самата човечка природа, историски се ипостазирала во фасцинантните цивилизации од минатото. Тежнењето на модерниот светоглед да ги лиши нештата од нивните главни состојки се осликува и во сферата на политиката. Со децении наназад се трага по една цивилизација во која религијата или ќе нема, или ќе биде безгласна, или ќе биде потполно подчинета на поредокот на световното, па кога таа ќе земе збор, тогаш нема да се слушне гласот Божи, туку гласот на владеечкиот световен дискурс. На тој начин, наместо да причести историјата со вечноста, таа следува својата вечна порака на моменталните историски трендови, од која и да се провинијаци. Дали општествената духовна стварност, која го носи името Европа, може да ги превозмогне нарцисоидноста на модерната и фрагментираноста на постмодерната? Дали вековното самосознание на европските народи како христијански е априори спротивно на концепцијата за секуларна Европа? Дали несниот пат на стравот е навистина пат кој може да приведе кон долготрајно обединување? Зарем исламофобијата од една страна и христијанофобијата од друга страна не се две страни на една иста заблуда? Зарем уплавот од исламизацијата на европскиот континент не е истороден со гневот и ревноста, со која секој конзервативен христијански глас треба да се жигоса како израз на десничарски популизам или нешто од тој? Би предпочитал прашањето за местото на религијата во Европа да го поставам по обратен редост. Каде е местото на Европа во надисториската стварност на Homo religiosus? Кои се насоќите по кои европската култура во незиниот сегашен стадиум треба да се придвижи како би се интегрирала во една ваква стварност? По кои патишта треба да се појде за да се заобиколи вулгарното сведување на религиозната стварност, на идеологија и на геополитика? Дали може да се изнајде медиум преку кој милениумски напластуваната мудрост
на богобарањето и богопознанието ќе може да го ферментира светот на денешниот европски човек, чиј ерос копне по заедницата со неговиот предвечен творец и содржител. Овие прашања стојат пред нас и пред нашите гости оваа вечер. Имаме извонредни гости, кои секој од своја гледна точка, секој од гледната точка на своето исклучително искуство ќе може да фрли светлина на нашата тема. Темата за религиозноста во Европа, темата за односот меѓу религиите во Европа, за различните визии за местото на религијата во Европа и она што на инверзија што направивме, местото на нашата култура, на нашата цивилизација во оние простори одредени од вечните стандарди на религијата и на религиското искуство. Го предавам зборот на нашите гости. Првата до мене е доктор Кица Колбе. Задоволство ми е да ја представам прво неа, а понатаму одиме со гостите. Кој што следва? Поведам. Јас имам право да кажам. Секак. Благодарам на таа чест. Учествувам на овој прв пат на овој христијански филозофски форум. И јас сум филозоф по провиниенција, меѓутоа не сум христијански филозоф како професија. Живеам на западот на Европа, веќе 38 години во Германија и од време на време сум овде. Меѓутоа јас сум последните 20 години сум многу повеќе активна како писателка, како прозаист. Секако дека размислувам за филозофските проблеми, јас мислам дека денес имаше неколку од она предојање што го добив, имаше неколку ограничувања, дека нема да биде разбрана дискусијата како меѓу религиски диалог. И мислам дека многу повеќе заради тоа што идејата е денот на Европа, нели? Ќе зборуваме за тоа што е ние од Милан и очигледно колегата, младиот колега филозоф Ристо Слунчев сте го одбрале митот, подсетувате на митот за Европа, за грчкиот мит за Европа и настанувањето, односно именувањето на тој тогаш непознат континент како Европа. Мислам дека ќе буде многу актуелна по тоа што го читам во македонските весници и македонските социјални мрежи, се работи сето време за тоа што е Европа. Јас, например, во еден од моите романи, Снегот по Казабланка, тоа го разгледувам во прозаистичка смисла како еден централен проблем на една интелектуална елита, која што, иако се наоѓа во еден дел на Европа, што се уште не е дел на Европската унија, сепак секогаш себе си се доживувала како Европа. Проблемот е во тоа дали вечерва ние ќе зборуваме за Европската унија или ќе зборуваме за поимот на Европа како континент и како поимот на Европа како идеја и една определена иерархија или сустав на вредности, цивилизацијски вредности. Имам малку проблеми со некои формулации. Имено, сега ќе го почнам провокативно разговорот. Јас немам чувство дека религијата исчезнува во Европа. Прво треба да кажеме кој дел на Европа. Исто така немам чувство дека малку проблематична ми е констелацијата да говориме за општествена духовна стварност под име Европа, затоа што Европа има веќе само во првиот момент може да укажеме на многу слоеви и многу димензии на европската екзистенција или европското живење или европскиот
европската општествена стварност, ако говорите. Меѓутоа, едно е Европската унија, друго е европската цивилизација, друго е континентот Европа, кон кој што припаѓа и овој дел на Европа, што за жал сами од себе си се повеќе се гледа како да не е дел на Европа, и тоа е еден од комплексите на југоисточна Европа, кој што порано, например, во времето на социјализмот, тоа беше Европа, беше секогаш Запад, како да Југославија не беше Запад. Потоа пропадна Југославија и одеднаш тој дел во времето, јас сум родена во времето на Југославија, 51 година, и, например, не узнаевме, за нас не беше актуелен поимот Балкан. Тоа беше дел од историските книги, но не беше поим на актуелност, уште помалку нешто што нас не одржуваше. А тоа што нас не одржуваше, например, кога бев студент на философија и кога работев овде, беше идентификацијата со западната европска философска мисла. Што беше темелно на таа европска философска мисла? Пред се, дека е тоа еден цивилизацијско наследство, што е длабоко определено од христијанско-јудејската култура. Во тој момент, кога Југославија пропадна, одеднаш во дискурсот се појави поимот Балкан. И тоа се појави во таа форма и со тоа клише и стереотип, што беше всушност дел од европското гледање на ова географско подрачје пред Првата светска војна. Како темно подрачје, како варварско подрачје, како подрачје кое секогаш изложено, како буребарот, како подрачје кое секогаш изложено на нови конфликти. А тоа беше одредена проекција на Западот, на она што го има во нивното паметење, историско паметење, како Европа, како југоисточна Европа. Сега, ова го говорам само за да укажам, оти треба да се договориме за која Европа говориме, бидејќи има различни слоеви и различни разбирања, само разбирање и разбирање на Европа. А јас сега мислев да подсетам уште веднаш на тоа дека тој мит, интересно е што вие го започнувате разговорот за Европа со нешто што е многу традиционално. Речиси, секоја голема европска епоха подсетува на тој мит за Европа и, например, карактеристично е, ајде да не одиме понатаму од средниот век, но карактеристично е дека романтичарите почнуваат повторно, наспроти просветителството, почнуваат повторно да го редефинираат или да го актуализираат проблемот на Европа, која Европа сака да градат, со поегајќи од митот за Европа. И интересно е што тоа прашање, каква улога игра религијата во Европа, со истиот скептицизам или страх дека таа може да се изгуби во тоа ново општество, е токму каде романтичарите, Новалис, кој има тоа, Европа, Кресентај, токму тоа прашање, каде што кај романтичарите сега религијата треба да се обнови заеднички со поезијата и таа создаваат еден одреден концепт за Европа, кој што е доста погубен за Балканот. Проекцијата на романтичарите ги создаде некои митови за Балканот и за обновената антика, од кој што денес овде македонците најдобро чувствуваат колку е тоа страшно за актуелноста, колку митовите некогаш се страшни, кога историјата од проекции и митолошки проекции создава општествена стварност. Сега овде луѓето се расправаат за тоа дали смеат да влезат во Европа, не заради тоа што се христијани или не се христијани, што се религиозни, туку заради тоа кому припаѓа Александар Велики. Значи, јас мислам дека има уште повеќе ако го вклучиме и оној аспект на кој што не учи Евангелието, дека христијанството е крајот на сите идеологии, дека Христос не дојде да создаде нова религија, туку нов живот. И сега ние сме во великденската, нели, во таа великденска до Пентекости, таа фаза, тоа значи уште повеќе станува збрката поголема,
бидејќи станува нејасно дали воопшто е загрозена религијата. Јас мислам дека е многу присутна и дека загрозено е можеби нешто друго во Европа, но не религијата. И ја не сум социолог на религија и не можам сега да ви наведувам факти, например, за таму каде што живеам, но некаде 50% од населението говори дека има некаква религиозна свест, но многу голем е делот на тие што се антиклерикални, што се сомневаат, не прифаќаат повеќе црква. Односно, не прифаќаат одредена појава и однесување на црква. А ако го вклучиме при она што се случува сега во моментот во православните земји, ќе видиме дека таму религијата дури е преприсутна, затоа што општествата веќе некои православни општества, например како Русија, имаат една изворена симфонија на црквата и општеството, и политиката, не општеството, пред си политиката. И тоа е толку комплициран проблем, што јас мислам да ќе почекам да, што ги каже Солунчев, за да се позиционира и да можеме барем да имаме една форма малку по-провокативна дискусија. Просто што да правам, од секој сум бил инстанца во која што се позиционира. Ви благодарам многу. Имено јас го кажав ова. Солунче, вие сте го ведничар и сте го исправили. Да. Значи, веднаш му беше јасно. Тоа е стилот на мој професор. Имено, тоа ми беше идејата, именно да зазвуча малку како мојот професор перед Тоа беше така. Ако сте сакале само да подсетите на времето кога полемизирав со Мович, тоа што Така, апсолутно. Секогаш стои искушението и пред мене стои искушението веднаш да развиеме дискусија, но тоа би било неправедно и кон присутните и кон останатите гости, така што го предавам зборот на професорот Свилен Тутек. Нашиот гостин од Трновскиот Богословски факултет, цела недела е во Скопје и направи голема чест дојде во рамките на Еразмус програмата да предава пред нашите студенти на Богословскиот факултет во Скопје и сега е гостин на нашиот христијански философски форум. Поведете. Благодаря много. Първо искам да благодаря на отец Милан специално за поканата. За мен е огромна чест да бъда гост на този християнски философски форум. Освен датата, която отец Милан спомена 9 май, за мен има един друг символичен знак. Точно днес, тъй като по новия църковен календар, който е валиден в България, днес 11 май е деня на светите братя Кирил и Методий, които са покровители на Европа, така че това по още един начин за мен е символично бива преживявано като ден, в който би трябвало да говорим за Европа. И аз преживявам тая тема преди всичко в перспективата от гледна точка на моята християнска идентичност и ще се опитам да споделя с вас някои мисли в тази посока. За мен е важно преди всичко начинът, по който ние говорим на темата Европа. Отец Милан спомена за големия наратив. Аз си мисля, че нашето говорене за Европа, нашият дискурс, който доминира и в който ние сме включени всички, е прекалено идеологизиран. Ние говорим за Европа с прекалено много идеологически предразсъдъци, с прекалено много идеологически конструкти, или казано на друг език, ремитологизираме темата за Европа. Създаваме един особен митологичен дискурс, когато говорим за Европа. Особено когато става дума за това дали Европа е християнска, дали тя има християнски корени, каква е идентичността на Европа, какво е мястото на християнството и въобще на религията в Европа. Ми се струва, че има нужда от едно по-различно говорене, което бих нарекал екзистенциално смислено говорене, говорене, което
има екзистенциален смисъл, което е отвъд, или поне се опитва да отиде отвъд всички тези идеологически конструкции, всички тези митове, които за жалост прекалено много доминират в нашето мислене и в нашето говорене за Европа. За мен има две много важни неща, когато говорим за отношението Европа-християнство или мястото на християнството в обединена или в интегрираща се Европа. Първото е една особена амбивалентност, една особена противоречивост, която ми се струва, че мнозина преживяват, когато става въпрос за християнството в Европа или за християнска Европа или за християнската идентичност на Европа. От една страна няма съмнение, това се признава от всички големи теоретици, че корените на Европа са в поне на европейската култура и цивилизация, са в този удивителен синтез между елинското наследство, елинската философия, елинската култура от една страна и юдео-християнската традиция. Това е удивителен синтез, в рамките на който се ражда европейската култура. Несъмнен факт е, че европейските общества или европейското общество е формирало от една страна удивителната способност за самокритика, за едно критично мислене спрямо себе си, една особена рефлективност, която успява да създаде уникална култура. На второ място, несъмнен факт е, че проекта на модерността, за който всички ние знаем, се отъждествява, той е идентичен с това, което наричаме създаване, формиране на демократично общество. Общество, което гарантира суверенността на човешкия индивид, на човешката личност, с неговото достоинство, с неговата ценност. И аз мога да кажа, че преживявам и мисля това като проект, в който са очевидни християнските евангелските корени. Проект, който гарантира онази евангелска християнска перспектива за човека като Божий образ, който е суверенен индивид, суверенна личност, надарена с достоинство, с ценност. Индивид или личност суверенна спрямо всяка една политическа власт, спрямо всяко едно тукашно светско божество, спрямо Цезаря и спрямо боговете от този свят. Това е удивително достижение на европейската цивилизация, на европейската култура в проекта наречен модерност или в проекта наречен демократично общество. Едновременно с това обаче, ние можем да видим един друг аспект на това постижение, на това удивително постижение на европейската култура. Виждаме, че съвременната модерна или постмодерна политика по един особен, по един специфичен начин успява да превърне този проект в пространство, в което постепенно се отнема тази свобода и този суверенитет на човека и на човешката личност. Нещо, което можем да видим както на равнището на човешкото достоинство, както на равнището на суверенитета на всяка една отделна личност, така и когато говорим в процеса на глобализацията за суверенността на отделните народи. Това е нещо, което се пропагандира от съвременният постмодерен, съвременният политически постмодернизъм, най-вече чрез рязката, радикалната идеологизация на темата за човешките права. Чрез радикалната идеологизация на всички от тези концепти и ценности на модерността, които имат несъмнено, повтарям това, евангелски корен, евангелски произход, евангелски, ще кажа, квас. И се оказва, че ние живеем в едно общество, което от една страна открива удивителната перспектива за развитието на човека като личност, като суверенен индивид, като личност, която може да реализира, да осъществи своите богообразни потенциали, а в същото време общество, което в един момент преживяваме като метафора за нещо лошо, за нещо проблематично, за нещо, което опразва нашата свобода.
И това е дилема или бих казал, това е една амбивалентност, която се преживява често пъти по драматичен начин, особено когато говорим за християнската идентичност на Европа. Никак не е случайно, за мен е симптоматично, че последните 20-25 години големи теоретици на европейската култура говорят за или използват понятието империя. Понятие, чрез което те описват не точно някакъв империализъм, не някакъв световен заговор, не някаква конкретна властова структура, а именно тази неконтролирана стихийност на властта, която в същото това модерно общество опразва човека от неговата свобода. И това наистина е нещо драматично, това наистина е, пак казвам, нещо амбивалентно. Защото в тази ситуация ние преживяваме от една страна това демократично общество, това общество, което е продукт на модерността, като перспектива като евангелска перспектива, като християнска перспектива, а от друга страна го преживяваме като една атопична империя, т.е. като пространство, което някак си се самоструктурира в своя предмет, доколкото виждаме проблем с човешката, с личната свобода, с личното достоинство, точно заради властването на едни нови постмодерни идеологии. Затова си мисля, че големият проблем за отношението на християнството или за мястото на църквата в Обединена Европа, в интегрираща се Европа, е преди всичко много трезвото, много смислено оценяване на този проблем, на тази двойственост, на тази амбивалентност. И вторият проблем, който според мен се появява, проблемът за душата на Европа, както говорят още 90-те години големите лидери на Европа, и Романо Проди, и Жак Делор, душата на Европа или за християнската идентичност. Дали ние първо трябва да обединяваме и да интегрираме Европа и след това да търсим нейната душа, нейната идентичност, дали е възможно обединение и интеграция на Европа без нейната душа и без нейната идентичност, или обратно, първо е необходимо тази идентичност и тази душа на Европа да бъдат жизнени, да бъдат съживени и въз основа на това да се гради единство и интеграция на Европа. Това за мен е много сериозен проблем, който е свързан с тази амбивалентност, за която споменах преди малко. И си мисля, че трезвото отношение на християните и на църквата в това отношение минава през осмисленето на тази дилема, на тази амбивалентност. Колкото по-трезво, по-ясно ние осъзнаваме от една страна светлата, от друга страна тъмния аспект на тази реалност, на тази културна, духовна, социална реалност, която наричаме Европа, толкова по-трезва и реална евангелска позиция ще имаме ние като християни в Обединена Европа. Това, което според мен бихме могли да предложим ние като християни на Европа, на европейската култура, на европейската цивилизация, аз тук не говоря толкова за брюкселска Европа, колкото за Европа в ония дълбок духовен, културен концепт и реалност. Това е наистина душата на Европа или онези християнски ценности, които са корен на тази европейска идентичност, за която мисля е центъра на нашата тема. Това са само няколко предизвикателства, може би за дискусия, покана за дискусия, защото смятам, че това са наистина важни точки, върху които ние можем да градим нашия честен и открит диалог, защото без такъв диалог, според мен, няма истинско, смислено, екзистенциално смислено говорене на темата Европа. Благодаря. Прво, гледате, сме во поинаков состав, например, обично имаме двами на гости, сега се четворица. И тоа значи, например,
сме апсолутно европски во тој поглед. Во која смисла европски? Сега влегувам за да подкрепам мојата теза. Дека Европа е недовршена. Од Европа е секојаш производ на историска субстанцијалност. Значи, една идеологија можете да ја фундирате во некакви академски круги, да се обидете стварноста, да ја створите според идејата на идеологијата. Но, надвор од идеологијата, постои една историска субстанцијалност која што, ако сте атеистки, кажете дека тоа е просто нешто што не можете да го контролирате или не можете да го ставите во систем. А ако сте верни, кажете дека патиштата на Творецот на овој свет несомнено ги надминуваат идеите и системите на теоретиците или теоретичарите, па какви да се. Во таа смисла, мене ми се чини дека Европа е недовршен концепт. Но не мислам дека ова е нешто што го оваа теза ја урива тезата дека таа има христијански корен. Имено идејата, по моје мислење, на христијанството е дека апсолутно вие треба да оставите простор како христијани да се случи она другото, именно. Да се случи она за кое што вие не сте свесни се уште, но доаѓа. И во таа смисла сега јас како домаќин, апсолутно понекогаш си мислам дека човек навистина треба да престане да зборува за да остави простор да ги слуша оние луѓе што ги поканем да му бидат гости, кои што му е драго да ги слуша секогаш. Иако со многумина од нив близок пријател, знаем многу жестоко да полемизира. Значи, од прилика го знае тоа и драгата почитувана колешка Кица Колбер, мислам, тоа така функционира. Но во оваа смисла, јас ја поставувам тезата за отвореноста на Европа, за да покажам дека христијанската основа на отвореноста на историјата, именно јудејците ја воведоа историјата, но они не ја воведоа отвореноста на историјата, ја воведоа системот на историјата. Но отвореноста на тој систем, апсолутно, не велам нарушување на тој систем. Значи, вие фрлање, не е Христос постмодернист. Не можете да го толкувате. Но тоа што вие го отварате системот, тоа не значи дека се залагате за комплетно негирање на системот. Системот на историјата продолжува да функционира понатаму. Но вие воведувате отвореноста за она за кое што претходно не сте били отворени. Именно евреите никош не би били отворени за Самарјанка. Евреите никош не би били отворени за Марија Магдалина. Евреите, според евреите како систем, како начин на мислење, никош не би били отворени за Закија. И затоа тие потполно маргинални ликови, ако користиме еден поим од современата, тоа се маргинални ликови. Добиваат назначење со тоа што се воведуваат во Новиот Завет. Именно најднаш, зошто се они битни? Затоа што ја покажуваат основата на христијанството е да не го руши системот, но да ја најави, едноставно да најде во него можност за отвореност, тоа е именно историската субстанцијалност, она подготвено за средба со други. И во таа смисла, по моје мислење, ако се обидам да доведам тезата во насока на, да кажеме, некаква си политичка действителност, јас сметам дека Европската унија прави голема грешка со тоа што не започна субстанцијални разговори, цела нека биде и провокација, со Турција. За влез на Турција во Европска унија. Со што го сметам? Значи, кратко, нема да навлегувам во расправа, туку го оставам простор за следните наши гости, затоа што мислам дека преку Турција Европа може да го обедини светот. Но таа може да остане затворена, но тогаш никош не би била хегелијанска. Именно хегелијанството е концепт дека умот е еден. И тој е како човек кој се буди од кома. Значи, прво,
најдалечите делови од собственото тело не ги осеќа како свој. Почнува да ги рефлектира најблиските делови од својот ум како свој. Почнува својата умственост да ја проширува на целото тело, па почнува да го мрда прстот, да кажеме на десната нога. Именно универзалниот ум има потреба, она што е различно од Европа, да го прими во себе. Но тоа значи еден усет за диалектика. Именно да апсолутно започне разговор со, да кажеме, со јудеизмот и именно да започне разговор со исламот. Именно Европа досега историски не го покаже тоа. Именно антисемитизмот е роден во Европа и тоа не е само германски измишлување. Значи, многу е полесно кога сте 10 души и кога убивате некого, да кажете дека Звонко го уби тој човек. Али само германците онака свесно го изведоа антисемитизмот, практично беа маша на цела Европа, инаку проблемот на антисемитизмот е постар, да кажеме, од 20 век, многу постар. И почнува во други држави, не почнува во Германија. Проблемот на исламофобијата именно, дали исламот е нешто туѓо на Европа. И сега тоа е прашањето, не сакам да навлегувам во историја, туку се поставуваме во овој момент сега, што да се прави. По мој мислење, обидот да се развие субстанцијална расправа и моментот да се вклучи Турција во Европа, тоа би значило потпуна равнотежа на светско ниво. Именно Европа, имајќи го исламот во себе, таа ќе можеше многу полесно да започне субстанцијална расправа со, да кажеме, арапските земји. Да кажеме, кои што се целосно проблематични за Европа. На Турција не би требало да биде. Но на Турција стои на територијално на местата кај што се создавала именно митологијата на Европа, на Мала Азија. Значи, каде би ги омегиле тие простори? Мислам, ако би избориле географски прашањето, цел дел од Европа би требало да биде источна Европа. Од Ирска нааму, гранична, би требало да биде источна Европа. Ова што денес го нарекуваме Западна Европа, спаѓа во источна Европа. Значи, по мене Европа е недовршен концепт, затоа што она е врзана и за историјата, но не може да тргне тоа дека идеологијата може да произведе завршена историја. Но она иманентно внатре себе си не изборува за довршена историја. Именно тргајќи од самиот концепт на христијанството, така што ако се повикате на христијански основи, вие мора да отворите простор за разговор со другите, за основа на христијански некакви се основи. И сега ова јас го буквално нели ставам пред себе некаков си шлагворд и тргам од моментот за да дадам збор на нашиот драг колега и професор доктор Изет, значи да директно да се вклучи во оваа расправа, кој што не е ствар на меѓурелигиски диалог, туку е ствар на една субстанцијална историска расправа во овој контекст. Благодарам, колега Ристо. Мене ми е чест што сум помеѓу вас денес овде, посебно кога имаме така заеднички празнични денови и ние се спремаме за Рамазан. Но еве вака, стана ми е чест што сум во христијански филозофски форум и што дишам заедно со вас моментално овде. Мене ми пречи ова работа ние да се центрираме во Европа. Значи, Европа, ако историски гледаме на Европа, таа не постои, мисловно. До сега велевме дека тоа е античка култура, јудаисичко-христијанска традиција. Јас мислам дека подобро би било да кажеме дека е тоа источна култура. Например, и античката култура Питагора без египтјаните не би бил Питагора, да се разбереме. Значи, Софија да ја земе од Египет. Исто така и исламот и културно, и цивилизацијски, и филозофски еден добар дел на Европа, нарочито со Андалузија и Шпанија,
Значи, тие се центри од каде што почнува преродбата во Европа, Френсис Бекон, Роџер Бекон. Значи, тоа, кога ќе зборуваме историски, јас мислам дека нема кај да ја поставиме Европа. Но проблемот ми е негде друго. Јас мислам дека, уште еднаш го спомнав со отец Милан на еден состанок, јас мислам дека моментално Европа ни производува еден мисловен империализам. Значи, таа ни диригира со термини. Значи, да зборуваме за радикализам, за фундаментализам, за неразвиени земји, или не во стилот на Ернест Ренан, дека источњаците не се многу спремни за да бидат научници, значи, да не кажувам, значи, фашизоидни идеи и така натаму. И доаѓаме до еден миг, каде што денеска ние, можда не во ист начин, ама слично на тоа ги доживуваме тие работи. Видете, да се разбереме. Значи, ова што се појавува во Европа во значи француската револуција, тоа што има една тенденција. Значи, да се разурне таа социјална група која е околу црквата и околу верата. И да се индивидуализира, да се креира една нова група. И после тоа, духовните институции, без кои верата е невозможна да се разбере, световно, значи во смисла на феноменот на верата, во смисла на релацијата на човекот со Бога. Тука не може да влезе ни црква, ни џамија, ни синагога, ништо не може да влезе тука. Човекот може да се седи дома и да разговара со Бога. Значи, ако мислиме на тој начин на религиозност, тогаш тука немаме некакви проблеми. И мислам дека на Западот, на тој концепт на Европа повеќе му прија тој начин на индивидуално вклучување, или еднаш, вака ми кажа една позната новинарка овде во Македонија, ми кажа, види Метин, јас имам свој Бог. Ама, извинете, ти ви кажам, јас имав во рака банана и реков, ти можеш да мислиш се што за ова банана, ама ова е банана. Значи, ти можеш да мислиш се што дека е. Ама треба да се разбереме дека ова е банана. Не може твој или мој да биде. Значи, Бог е Бог. Значи, не може секој човек сега да измислува Бог. И автоматски точно е тоа дека во светот и во Европа, да кажуваме, расте религиозноста наспротив тоа што тенденцијата, јас мислам, можда не сум во право, можда сум субјективен, што тенденцијата е да се рушат верските институции. Значи, точно екзистираат верските институции, ама секогаш се под сенка на другите световни институции. Да барате од црквата, од исламската заедница да биде продуктивна во еден период кога е маргинализирана институција на општеството. Еднаш во една промоција на една книга беше еден новинар од Албанија, Мустафа Нано, сигурно сте го слушнале, и вели дека вие верниците немој да се загрижите вака. Затоа што ние, секуларните лаиците, така во тој смисол, ќе ви спремиме сите услови да вие ги доживувате верските права. Зашто вие да не ги спремиме? Зашто заедно да не ги направиме? Значи, ако ќе спремиме да имаме права, тогаш тие заедно ќе ги спремиме. Значи, затоа јас мислам дека концептот на Европа и денешната Европа, например, видите, одиме на еден концепт на людски права, на еден концепт на права на маргиналните групи, на еден на демократско општество и така натаму, каде што не се пази на разликите. Сега, луѓето, ние можеме да зборуваме за демократско општество каде што ќе можат заедно да живеат разликите, не да се топат разликите во едноумие. Моментално, ние, ако сакаме во Европа, еве како Македонија, ние имаме куп на закони каде што во одреден дел нашата култура и традиција
не е соодветна, ама и не е многу голема работа во смисла ако јас, например, одам со чинџани или некој друг ќе оди со панталони. Например. Значи, во смисла на людски права и така натаму. И во тоа смисла, јас мислам дека тој концепт на демократското размислување, на либерализмот на Европа не беше многу успешен и ние моментално треба да размислуваме за други концепти. Во светот се размислува и за други концепти, затоа што се направи во Европа, моментално ние имаме еден концепт на филозофија, на наука, на институции кои што се тотално антропоцентрични или егоцентрични, не сакам да кажам егоцентрични. Точно, пред тоа беа теоцентрични тие. И тука имаше можда одредени дефекти. Но дали дефектите беа во идејата или дефектите беа во луѓето, значи дали требаше да се реформираат истите институции, па тоа да креираме, еве вака да го цитираме и Трајче, да креираме една правилна световна култура во склопот на религиозноста, или требаше да ги рушиме тие, па наместо Бога да го сместиме човека и да почнеме себе си да се уништиме. Уште нешто ќе кажам. Јас мислам дека проблемот денеска во светот е во тоа што ќе кажем дека во Другата светска војна се толку луѓе убиени, во Првата светска војна толку, во ратовите пред тоа толку, но и денеска во светот умираат луѓето во ист број, но различно од тоа како што се умирале порано. Например, денеска ние имаме тотално разбиени семејства, што за мене како човек кој што е со Бога, едно разарано семејство, едно разбиено семејство е мртво семејство. Например, пред неколку денови гледав една програма на швајцарската телевизија, една вработена во една детска градинка, кажува дека како вака во самата подсвест на децата се вметнува идејата да тие имаат симпатија кон истиот пол. Таа сама признава. Можда не е така, ама јас ви кажувам еден детај од една емисија. Затоа ние мислам дека треба да размислиме за или например Африка, да не кажувам за исламските земји. Не сакам да влезам во таа тема. Еве, да не бидам пристрасен, иако мислам дека муслимани, значи Европа е заедничка на сите. Не може да се делат овие на нивна, наша, ваша и така натаму. А например, да кажувам за Латинска Америка. Например, зашто е Латинска Америка во оваа состојба? Само луѓето кои што живеат во Латинска Америка се криви за ова? Јас мислам дека не се само тие криви. Или луѓето кои што се во Африка се криви за ова? Не, затоа што во 19 век од наша страна тие се земени со зинџири и донесени во Холандија. Или се однесени во Америка. Значи, ние требаме идејата добро да ја разматраме и мислам дека и самата Европа треба да размислува за нови концепти. Мислам дека постоечките концепти не ни даваат некој добар излез од кризата. Јас му благодарам на визити и сега му го дам зборот на мојот драги колега Трајче Стојанов да продолжиме во. Благодарам. Јас наистина не знам што ја заслужи често да видам помеѓу ова друштво. Освен тоа што Гористо Солунчев ми е колега, генерација, драг пријател, исто толку и драговот отец Милат, веројатно со врска сум тука.
Така што нели ќе се обидам, како што би рекол Солунчев, преку Фери, да фатам каршевот на ова друштво, ама не можам веројатно да дадам одговори, веројатно ќе се обидам да провоцирам. Ќе провоцирам во две идеи за тоа што зборуваме денеска и ќе почнам од конкретното политичкото, историското и да завршам на метафизичкото ниво, како философ. Како некој што се бавтал со политика, да почнем од политичката. Имено идејата и процесите за обединување на Европа или свеста за една Европа, обединета Европа и така натаму, почнуваат у оној момент, веројатно историски, кога Европа почнува национално да се самоосозна. Значи, во феудална Европа, монархиите постојало, нели, осознавањето, формирањето на нациите создало разединување на Европа и тогаш се појавиле конфликтите преку тие национални самоосознавања. Последните обиди за една Европа, нели, со Каролинската Франската империја, раната Хабсбуршка монархија, е тој обид да се возобнови римското западно царство. По тие неуспеси почна, нели, формирањето на независните на европски држави и Европа се нашла, нели, у ситуација да до вчера со векови една целина, нели, почнува да се конфронтира меѓусебно и практично обидите да се воспостави единството на Европа почнуваат многу рано, но многу јасно уште на крајот на 19-ти, тоест на почетокот на 20 век, идејата, нели, со таа позната паневропска унија, која што се обидува, нели, да го возобнови тоа латинско царство и во старт се позиционира таа паневропска идеја како една опозиција на Советскиот сојуз, Азија се разбира, но и на островите на Британија и на САД, и во таа смисла таа паневропска идеја опчетокот експлицитно ги исклучува британските острови и источна Европа. Крајот на 19 не постои Советски сојуз. Почетокот на 20 е паневропската унија, идејата за паневропска унија 20. Сега да кажем идеите за обединување на Европа, на паневропската идеја како таква, значи 20 година, 22. Инаку тогаш има нешто со врста во тоа време во Русија, во империјата, тогаш се славофилите, тоа е нешто друго, да пак е во Европа, ама не е со паневропска Европа, нити пак со обединување. Не е Советски сојуз. Идејата за паневропизмот, така да кажем, на Ричард фон Кудентов, значи почнува 22 година, но таа идеја е целосно идеја заснована на западното римско царство. Значи исклучува се друго, словенскиот елемент го исклучува и така натаму. Она што разборувате за Русија, да, Русија се доживува себе си како некаков империјалистички елемент, но идејата ми е дека Европа настанала, идејата за обединета Европа настанува на тие позиции за католичка или западно-римска идеја. И сега, а од друга страна, имате процеси на секуларизација и денешната Европа се доживува себе си како, нели, секуларна. И од тоа смисла, дали можеби не е Европа или идејата за интегрирана Европа не е веќе мртва уште пред да се роди, уште пред да се интегрира. Тоа се огледа дури во техникалиите. Европа
не знае денеска во чисто политичко техничка смисла дали е тоа некаков супранационален идентитет Европската унија или е збир на национални идентитети и така натаму. Значи очигледно е дека лута, така што дали Европа веќе е проект кој што не е жив уште од старт. И од друга страна, настанувајќи на тие христијански основи, да кажем, Европа, да речеме, дури и таткото на Европската унија, Жан Моне за Европа вели до толку демократијата му го должи своето постоење токму на христијанството. Таа е родена на денот кога човекот беше повикан во својот материјален живот да го оствари достоинството на човековата личност, слободата на единката, со почитување на правата на секој и преку несување на братска љубов кон сите. Никогаш пред Христа не беше изнесен неизвестни слични идеи. Значи, не само Моне, а не само што верува дека Европа, туку и сета западна цивилизација во оваа римокатоличка смисла, веројатно, воопшто сите принципи и начала на демократијата и либералниот капитализам се христијански инспирирани, па продолжува, вели, овие начала беа вметнати во првиот демократски устав, уставот на САД, во кој поврзаноста на христијанството и демократијата длабоко се чувства и се пројавува во секојдневниот живот. Сега, од тука, нели, втората провокација, имено, дали европската цивилизација е воопшто сегашната е возможна како таков западно-христијански проект? Дали, со оглед на фактот што православието не ги поминало процесите на секуларизација, како што тоа го направила западната црква, може да се чувствува рамноправен елемент вклучен во една таква цивилизација. Истото може да се постави прашање и за, нели што го загадне колегата Солунчев, и за ислам. Од една страна историски, цивилизацијски, преку Андалузија, нели преку освојувањето на арапите, така натаму, наследството исламско, арапско на Европа е несомнено. Но дали на ваква построена Европа, како исклучиво, нели, западно римско царство, е возможно интегрирање на овие елементи. Затоа што клучната улога на може би тука требаше да има, нели, некој од лутеранската вероисповед, протестантизмот преку тој чин ја овозможи секуларизацијата, да речем, но за мене, тука ќе завршам, секуларизацијата значеше само и значи, тоа според мене не е некој чин или процес наспроти религијата. Тоа е во рамки на самата религија. Секуларизацијата е всушност профанизирање на религиозното, што би рекол, нели, Карл Шмидт во правото, правните поими се секуларизирани религијски поими. Така што тие се некои провокации на кои што сакам да обрнам внимание и да продолжиме со дискусијата. Благодарам. Значи, првиот блок заврши со изложувањата на нашите гости. Останува вториот блок во кој што следува да се отвори дискусијата. Јас би дал мал импут од моја страна и веднаш би го дал зборот на доктор Хица Колбе, што веќе добар разбор и можност да реплицира. Јас имав впечаток дека ние зборуваме за Европа како за нешто надвор од нас. Имаме впечаток дека зборуваме на нешто друго, нешто поинако, нешто што ние не сме. И
Просто во еден миг при крајот од оваа дискусија, мене ме пројдува морници, бидејќи ми текна на се сетив на едно кажување на словенечкиот философ Славој Жижа. Во едно интервју тој зборува за Европа и за Балканот, или оној термин кој што прво спомна доктор Колбе, Балканот како несвесното на Европа, unbewusste Europas. Затоа пише во уште 2001. И Балкан. ние зборуваме од перспективата на несвесното. Не баре зборуваме од една таква перспектива. Ние зборуваме не баре од перспективата на човекот од почетокот на минатиот век. Повторно ќе се навратам на она кажување тој. Доктор Стојанов рече православието не минало ни секуларизација. Што бил 20-тиот век забав. Поминало и тоа поминало низ многу побрутална секуларизација отколку што поминала Западна Европа. Значи ние некако сакаме да конструираме некој свет кој што ќе си го измислиме ние и ќе биде по некој идеален термин. Или да кажеме дека како што доктор Изети кажа, дека дека проектот на Европа не е успешен. Јас не би се согласил со тоа дека проектот на Европа не е успешен, но би се согласил со доктор Солунчев дека тој не е завршен, дека тој е во движење, во постојана динамика. И би напомнал дека ние се соочуваме со еден голем проблем, повторно термин, еден поим постулиран повторно од доктор Колбе, а тоа е проблемот на митот. Ние гледаме да редуцираме се на митот, на некоја митологија, просто да ги упростиме нешто. Да кажеме дека православието не е минало низ секуларизација и така ќе го упростиме светот во кој што живееме. Или да кажеме дека Европа априори е декадентна, отпадната и така на тоа што или западно или да кажеме дека Римско царство што исто. Или да кажеме дека секоја критика на Европа и на моменталниот статус и состојба во Европа е веднаш антиевропски. Или не знам, не знам се како. Разбирате, митовите и различните митолошки перспективи се вкрстуваат. Она што сметам дека ние треба да го разложиме тука е да разбереме дека митовите ги има на сите страни. И дека митовите од сите страни треба да се слободни. И да се огледаме дека ние не зборуваме за нешто надвор од нас. И дека некој од нас дава критика на одредена појава во европската култура, во европската мисловност, во европското секојдневие, па нека биде и политика и што е да е веќе. Тоа е критика не на некој кој што ја дава однадвор, туку е критика на некој што ја дава однатре и кој што е загрижен. Значи, тоа е една перспектива што јас би ја предложил во најмала рака како своја собствена. Останува уште нешто на кое што не реферирам. И сметам дека тоа е перспективата од која што би требало да се придвижиме, тоа е перспективата на професорот Тутек. Заради тоа што ние треба да ја погледнеме, да го погледнеме светот од една поинаква перспектива, да ги видиме есхатолошките детерминанти кон кои што историјата приведува. Независно од тоа за која историја зборуваме, ние живееме во нашиот момент, во нашиот свет, во овој наш свет во кој што сме, но од него не сме. Или? Ние сме во овој свет, но не сме од овој свет. Во таа смисла, христијанската барем перспектива секогаш надлегува во една напорна за умот, диалектика, помеѓу различните влеченија, тенденции, мисловни на светот во кој што живееме, и истовремено од друга страна идентитетот кој што не е ништо од сето ова што ние искуствено го доживуваме и го чувствуваме, сетилно го восприемаме и така. Може би ова би била една насока за понатамошна дискусија без амбиција и без тежба да биде провокативна. Го давам зборот сега како што ветив на доктор Колбе. Благодарам. Бидејќи јас на почетокот реков,
повеќе и поставам прашања за тоа зашто ќе разговараме, а многу помалку изложив некако пледоаје. Сега, драго ми е што го спомнавте Жижек и драго ми е што го спомнавте токму тој проблем со кој што ја започнав. Сите колеги што до сега говореа само го потврдија тоа дека секој говори или ја даде многу општ поим на Европа, а мисли при тоа можеби на Европската Унија или на европското обединување, или пак говори уште еден, почнува со еден уште поширок поим кој многу потешко може вечерва во една дискусија да го разложиме, именно за тоа дека колку источниот свет, Турција или арапскиот свет, припаѓа на или Русија, припаѓа на идејата на Европа. Имаме кусо време и тоа што јас, например, веднаш би реплицирала, јас не се сложувам со тоа дека Обединетата Европа, која што како идеја што функционира, ние сега независно од тоа имало различни идеи за обединување околу една духовна идеја на Европа, паневропска или не паневропска, она што денеска ние го живееме и она кон кое што се стремат повеќе земји во така наречениот Западен Балкан, што не се повеќе членките на Европска Унија, тоа се создаде по Втората светска војна. Втората светска војна е цезура на, речеси, целосната историја и таа е длабок потрес на сите европски вредности. Не го заборавајте тој момент за кој што пишуваат во клучното програматско дело Макс Хорхайма и Теодор Адорно во просветителството, диалектика на просветителството и елементите, основите на фашизмот. Европа, потресена од тоа што се случи во Втората светска војна, пред се со фашистичките идеологии и нацистичките идеологии, се обиде да создаде еден политички концепт. Европската Унија е еден политички миротворен концепт, иако таа започна најнапред како стопанска унија, нели како некои поврзување на неколку индустријски земји, но таа се роди од идејата да се создаде една Европа во која што ќе се избегнат со мирољубиви обединувања, ќе се избегнат војни. Затоа што војната беше не само потрес во смислата на политичкото живење и демократијата со тоталитаризмот, особено во Италија и во нацистичка Германија, туку војната исто така ја разруши вербата на најблескавите европски умови во тоа што е Европа. Сетете се на Хана Арендт и на незините анализи на тоталитаризмот. Така што, кога денес некој би рекол демократскиот концепт на Европа е надминат, јас не се сложувам со тоа. Јас можам само да кажам дека така како што јас сум формирана во германската филозофска традиција, ја познавам и во одредена мера и источната православна мисла, ја познавам и руската религиозна филозофија. Меѓутоа, клучниот елемент околу кој се создава модерната Европа е демократијата, човековите права и достоинството на човековата личност. Без просветителството тоа не ќе беше возможно. Колку и да сите имаме одреден мит за тоа дека модерноста секогаш е критика на просветителството, меѓутоа тоа го докажуваат Адорно и Хорхаймер, дека всушност митот е тоа што го создава фашистичкиот концепт. Да не одиме во одредени подлабоки анализи, но јас мислам дека има многу конкретни параметри на кои што може да ги одговорам веднаш за да станеме малку попрактични. Знаете, дојдам во Македонија и ме ужаснуваат одредени
нешта кои што се во европските држави се повеќе стандард. Например, дојдам во една земја што е уверена дека е колевка на православието, меѓутоа пред само 2 или 3 години мене ме вземаше ужас, јас сум дете родено и пораснато во бегалска фамилија, кога ги гледав тие слики како се однесуваат македонските граѓани, македонската власт кон бегалците на границата со Македонија. Од друга страна, да не ви ги кажувам, сите знаете зашто се работи. Од друга страна, во една секуларизирана Германија, во која што навистина многумина еманципирани граѓани и критички и демократски граѓани се критични кон и кон католичката и кон протестантската црква, одеа со своји коли и ги зема белгалците на границата со Баварија, заради тоа што тоа повеќе не може да го поднесат. 70 луѓе умреа во еден ладилник, еден камион, затоа што беа таму затворени и бараа спас. Тоа што мислам дека во моментот се случува во Европа е недостиг на демократија и обиди на конзервативни сили да создадат еден одреден нов концепт на национална држава која се посилна станува, иако сакаат да ги ползуваат сите предности на Европската Унија. За мене е, например, христијански чин исто и чин на просветителска еманципирана Европа, отварањето на границата од една политичарка, која што со тоа го ризикуваше дори и незиниот углед во незината партија. Не се работите, чудно е што на Балканот, секогаш кога се говори за концепти и визии, се одбира мит. Зошто се одбира митот? Митот е секогаш неизживеано историско искуство. Таму каде што нема историско искуство, кое што дошло во свест, обично се формира мит. Во Македонија, во моментот, еден мит се разрушува, а тоа е длабоката верба во Европа, затоа што типично за македонската историја секогаш, дека Европа нема разбирање за страдањето на македонскиот народ. Сега одеднаш Европа е таа која што најмногу се критикува и која што се јавува евроскептицизам и можноста за потрага на некакви други концепти. Според моје мислење, Европа е секогаш еднаква со модерните, со отвореноста, отвореноста, да, тоа е точно, тоа е модерноста на Европа. Отаде тој концепт е навистина европска, ако се говори за цивилизацијски концепт на Европа, тоа е модернитетот и отвореноста, меѓутоа тоа е невозможно без достоинството на човечката личност, а таа човечка личност предпоставува и разлики, без правата, човековите права, без еманципирана демократска личност која што има право на избор. Не заборавајте дека сите дострели што го имаме денес на политиката на Европа ги изборија на Западот. Од тоа допред во 19 век жените не смеја во Германија да студираат. На Бонскиот универзитет некаде во крајот на 19 век се првите жени што студираат философија, што студираат медицина. Сите се тие стандарди што ние денес ги сметаме како сосем нормални. Тие не се стандардите на оној друг свет, на третиот свет или на одредени тоталитаристички режими. Затоа јас мислам дека еден небулозен концепт за тоа, дека секуларизацијата, како треба да биде едно модерно општество ако не е секуларно. Тоа е одвоено е моќта, одвоено е државата од црквата и тоа е добро. Тоа треба така да остане, затоа што онаму каде што доаѓа до преголема блискост на политиката и црквата или на политиката и одредена религиозна институција, секогаш доаѓа до загрозување на слободите на човекот. А самиот поим на човековата слобода е длабоко христијански. Тој е создаден во јудејската
традиција, но пред се во Евангелието. И не е точно дека нема во јудејската, ова што говореше колегата Солунчев, дека нема во јудејската традиција, невозможно е да говори Христос со жените, па работата е во тоа што Христос е длабоко во јудејската традиција. Сите се, фарисеите се оние, кои што не сакат да го напуштат тој ред. Работата е што ние христијаните треба да знаеме, еве јас сега говорам како христијанин и христијанка, иако не сум христијански философ, ние треба да знаеме дека не може да си направиме удобно овде се и да направиме силна христијанска држава, да направиме силно христијанско општество. Не е тоа целта на христијанството. Христијанството, меѓутоа, го оплодува сето она што е традиција, особено на европскиот континент, и е движечкиот фактор. И онаму каде што не го препознаваме, поемот на прогресот е христијански. Секако историјата нема да завршува за оние кои што ја гледаат есхатолошки, завршува е незамислива без теологијата. Но после Втората светска војна, например, во филозофијата во Германија има сомнеш во тоа дека може да постои позитивна теологија. Таков е, например, Адорно, и се говори само за така наречена негативна теологија. Зошто е тоа така? Валтер Бенјамин е најдобриот случај за тоа. Европа е исто така паметење на страдањето, сведочење на страдањето, заради тоа што длабоко во основата е тој месијански принцип, секако тој е, ние знаеме што значи есхатолошкиот концепт и есхатолошката навест, но, например, кај Бенјамин, пред тоа големо злото е вели дека единственото треба да се памети, затоа што еден ден само месијанскиот копнеш ќе го изедначи тоа, ќе го германскиот збор абгегоетен, ведес абгегоетен, тоа ќе го исцели. Тоа тие рани што ви создава страдањето. Јас, како христијанка, како верник, не копнеам по силна христијанска држава. Јас искам да живеам во една демократска држава, во која што ми се дозволени сите права, да ги остварам сите мои можности и сите дарби што ми се дадени и да бидам почитувана како по сите мои разлики и да не бидам дискриминирана и да имам одредени вредности што ги делам со таа заедница. Така што, за мене таа вредност е демократијата, правото на избор, слободни медиуми и правото на самоопределување, правото да бидам тоа што сум. Адорно имаше еден, и тој за мене е едно кредо, Адорно имаше една изрека после тоа, дека утопијата значи без страх да бидеш поинако. Тоа е основата на европскиот дух. Добро, ви благодарам. Би имал што да реплицирам, но ќе се воздржам само една мала работа, ќе напомнам. Исто како христијани, не можеме да зборуваме за христијанските добродетели и принципи кои што цело време на еден или друг начин се обидува. Се обидуваме да ги практикуваме во секуларен контекст. Но треба да разбереме дека едно се христијанските доблести во контекстот на христијанството, а друго се истите тие доблести извлечени од контекстот на христијанството и ставени на некое друго место. Така што јас би направил тука една дистинција, не би бил толку романтичен. Ма тоа не е романтично, светот бил секогаш секуларен. Сетете се на Евангелието Јованово што вели. Не беше тоа светот да се префрлува на светот дека светот е секуларен, дека едно општество е секуларно. Не спориме тоа, но она што го спорувам е потребата сите тие вредности да се представат како веќе христијански. Тие биле христијански. Се вземени од христијанството. Убаво. Христијанството е оплодило Европа и така натаму и така натаму. Ма не Европа ги секаде така е со во една култура ние имаме христијански вредности, но Христос не е таков. Не зборувам за конкретни случаи, зборувам за еден општ дискурс во кој што тие нешта се представуваат. Ги кажувам тие нешта
како човек кој што е внатре во таа култура, не како некој што е надвор против таа култура. Да, ама и тоа Разбирате не го ли? знаеме, отец Милан. Ние го знаеме тоа што се вели, дека нашиот живот на христијанинот е скриен во Христа. И не можеме ние исто да знаеме дали спектакуларното практикување на христијански вредности, онака како што ги разбира одредена култура, има секогаш е добро, но има исто така и одредена опасност заради тоа што се преобразува верата, животот во верата во ритуал и во религија, религиска култура, да? Таа е некогаш и не е најдобра за Не е спорно, но христијани. штом се повикуваме на Светото писмо, таму исто стои дека светилото не се става под капак, туку се става на високо Секако, место ама да тоа се со види. примерот на личниот живот. Именно за тоа и станува збор. Да, со тоа се Именно за слушаме, тоа станува и збор. Токму тоа Но знаете, целата атмосфера е во некоја затворена бинарност помеѓу жигосувањето на Европа како нехристијанска и потребата за некаква голема, моќна, како што кажате вие, христијанска држава. Јас И од мислам друга дека страна, тоа е концепција бинарноста е сега во моментот, ако само да ми дозволи, така јас го развивам, во критиката на Западот сега доаѓа многу често од одредени православни центри. И тие Западот го стигматизираат како декадентен, како нехристијански, како отпаѓање од христијанската култура. Меѓутоа, истиот тој западен и источен православен свет живее многу секуларно. Еден исти концепт. Што значи секуларно? Светот денес има една унифицирана култура на живење. Тоа е тоа што е секуларно. А меѓутоа, откривањето на секуларноста во црквата, која што треба да е свесна секогаш, дека е во светот, но не е од светот. Кога светот ќе влезе во црквата е сериозен проблем. А не дали црквата има доволно углед или доволно влијание. Нека сведочи секој од нас, така како што ни е речено во Евангелието. И нека биде култивиран граѓанин на Европа. За да не биде само наш диалог, го оставам зборот на Јас сега тоа се кажам, останатите, дека не. и особено на останатите гости. Да, ево вас тема треба. Сепак вториот блок, во текот на вториот блок има дискусија помеѓу нас. А во третиот блок на крајот веќе се Ние отвора веќе имаме проблемот за нашиот дискусија со пат го завршивме. публиката. Ако сметате дека ако некој бара збор да продолжи дискусијата, го добива сега. Трајче Стојанов, Василен Тутек. Па не знам, некако имам чувство дека можеби не се дорекавме во ова и дека полека можеби ајде не звучам него премногу, ма да добиваме како да добивам некаква, нели, дека инклинираме кон некој клерофашизам во случај. Јас тврдано да не навлегувам тоа, дека православието не поминало онаа смисла низ процес на секуларизација која што поминало западната црква. Тоа значи дека не успеало да создаде, да изнедри световна култура кој што го направила Римо-католичката црква преку реформацијата, да речеме, просветизмот и така натаму. Тоа значи сега, дека кога сега се обидува да го направи тоа, забегува во она што го убаво детектиравте во некои православни земји во Русија. Кога се обидува да го устрои на православни основи некакви тоа доведува до некакви... Трајче, јас сега да разбирам. Вие мислите, православната црква немаше никогаш просветителство, не помина... Именно, тоа возбора. Периодот на просветителство. Затоа Западот Тоа не е секој секуларно. Западот е, значи, Лутер, како да кажам, протестантизмот му овозможи на христијанството формирање на световна култура. И ова што го зборуваме сега, вие поими што ги зборувавте, прогрес, слобода и така, да, тие се секуларизирани христијански поими. И точно во таа смисла е... Макс Вебер, вие тоа во супротставството... Да, именно. Значи тоа тие се секуларизирани христијански поими. И во таа смисла јас се прашувам, ако тоа се секуларизирани христијански поими, ама од западна провиниенција,
Каде е тука местото на православна култура која што не знам, може би митолошка, мистична и така натаму, и на исламска култура во Европа, затоа што тврдам дека исламот не создал световна култура. Не се секуларизира во смисла, и затоа секогаш е ислам внатре во религијата, нивната култура, а не плод на религијата. А во христијанството тоа е резултат на двете противречни тенденции според мене, принцип на христијанството. Едната иманентизмот на христијанството и трансцендентноста. Значи од една страна тој иманентизам води до есенцијалистичка една природа на споеност на државата, теократија, среден век, нели така натаму. Од друга страна, нели, царството Божие не е од овој свет. И мислам дека православието со својот мистицизам prvenstvено не успева да создаде, да продуцира една секуларна култура. Тоа е тезата која што видам да. И со тоа не се чувствува дел од мислите за секуларна култура, ако ја мислите уметноста или културата или цивилизацијата, па таа е истата и за едните и за другите. Па ете, например, не знам, например Слунчев може да се рече повеќе, дека нотното писмо е чисто на актуелно да речеме католичка провиненција. Ама се ви зборувате за црковно пеење, па тоа не спаѓа во секуларна култура. А инаку, извидете по кои ноти компонира Римски Корсаков, или Чайковски, или Скрябин, па тоа е истата култура, истата западна култура. Тоа е европска, тоа е нешто друго. Ако ние се разговараме за Европа, а не разговараме за црквената уметност или за црквената, тоа би било друго. Тоа се исклучува, ако така ствуваме, се исклучува. Само нешто, не би се световното сликарство и музика, например, се целосно од западно христијански происход. Тоа што го зборувате вие, да, компонирана. Да, вие имате световна уметност и во Отоманската империја, и во Византиското царство, и тоа не можеме да го игнорираме. Ние бараме нешто во тој период, ако може во епохата на просветителството да видиме дали имаме таков процес на исток. Немаме. Ама аналогни процеси ние можеме да најдеме во Византија. Михаил, се што е? Тоа е периодот на има еден, јас би ми предложила да отидете во Венеција, во една црква, се вика Сан Джорджо де Греки. Таа црква е основана за да се развијат митовите за Византија. Таа црква ја изградиле и основале бегалци од Константинопол, најголем дел од нив многу богати трговци, кои што и без тоа имале многу интензивни врски тогаш со Западот и со Венеција, и тие сето богатство и се што имале го донеле, понеле мошти голем број и исто така и икони. Најубавата збирка на икони има таму, на стари икони, и таа црква ја имаат изградено со помош на Венецијанската република и фреските што ги работел еден критски иконограф и супервизура има, односно ги надгледува и помага Тинторето. Тогаш сваѓате дека има и мит и за кој е поубен за православието, тој мит за Византија, што е доцен поим, е многу нејасен и неточен, заради тоа што Источното Римско царство имало постојано врски со Западот и тие го спасуваат сушност на Западот, она што е преостанато и помагаат да се создаваат тогаш сите бегалци една православна заедница. Првата црква православна на Западот е изградена таму, значи надвор од Византиското царство. Втор случај, по Октомвриската револуција, кога во Русија се доаѓа до апсолутен крах и црквата е загрозена, сите бегалци, сите аристократи и богослови големи бегаат во Париз и ја основаат таму архиепископијата со катедралата во Рутерот. Тие го спасуваат православното наследство, го сочувуваат. Католицизмот во Франција им дозволува да продолжат. Првиот епископ Георги Евлоги
Георгиевски, тој добива директно помош од католичката црква. На тој начин и многу католици потоа приоѓаат во православието, меѓутоа Сан Серж, ако не постоеше Сан Серж, во времето кога во Русија беше забранета црквата, не беше се чуваше специфичноста на руското православие. Така што да не го гледаме Западот и истокот толку драстично западната христијанска култура и источната како православна толку драстично разделени. Именно во насока да не го гледаме дел. Не биполарно, како што реков. Дел од бегалците од Константинопол заминал на Запад, но Да. дел од луѓето во Константинопол останале во Константинопол. И тие семејства кои што останале во Константинопол станале основа за понатамошната секуларна, ако сакаме да ја наречеме, култура во Отоманската империја. Значи го имаме и тој дел, и таа страна. Иако кога е важно што го кажат, секуларна култура имало и по време на источното римско царство. Дали имаме уште коментари од оваа страна? Свиме тука. Когато доктор Колбо особено говори за митове, може би аз не съм бил достатъчно ясен, когато говори за воинство или амбивалентно преживяване на тази реалност, която наричаме демократично общество или това, което мине в Европа, и политически и социален план, аз имах предвид нещо, което мога да формулирам така. Никой не оспорва по никакъв начин, и моето говорене не би трябвало да се приема като някакво антизападно или пролиберално, не знам. Това са ясни факти. И началото на проекта на Обединена Европа след Втората световна война, теорията за човешките права, начина по който, аз споменах това, начина по който демократичното общество гарантира моите права, свободи. Аз бих искал да живея в общество, което като потребител ми гарантира едно така относително благосъстояние, като гражданин ми гарантира моите човешки права и така нататък и така нататък. Но в същото време като християнин аз имам това чувство на или по-скоро този опит или тази двойственост в преживяването на всичко това, тъй като има нещо друго, което понякога забравяме. Знаете ли, имам чувство, че хората на Запад, които 70 години, 70 повече години, като че ли нямат вкус от диктатурата, нямат вкус от тоталитарния режим. Не теоретично, а вкусния, опит, изкуствения. Струва се, че Западът също трябва да се вслушва понякога в нас, които ние имаме опит от незабравен опит от диктатура или от тоталитарно мислене, тоталитарни практики. Ще ви дам след малко един пример. Като казвам Западът и ние, не разбирам това като някаква бинарност или като те и ние, защото аз се чувствам човек, който живее в Европа, във всеки смисъл думата, и политически, и социален. Но всички тези ключови концепти, които изграждат европейското общество днес, което така ние дискутираме дали той има християнски корени, дали той има християнска идентичност, добре. Всички тези ключови концепти, които са свобода, демокрация, човешки права, пак казвам, това несъмнено очертават перспективата за развитието на един съвременен човек като личност, който има достойнство, права и така нататък. Но в същото време, дали ние сме застраховани, дали на нас ни е гарантирано от същата тази демократична система, че тези ключови концепти и ценности няма да се превърнат в нови идеологеми, в нови митове, хайде да кажем постмодерни митове или неща, с които се сблъскаме, защото тук беше споменато от уважаемия колега за детската градина в Швейцария. Но преди няколко месеца моя близка в Норвегия е била заплашена от това да бъде даден на съд, защото отказва детето и да се обучава по джендърна програма в детската градина. Тоест, тя отказва детето и да бъде включено в програма, в която то на 4-5 години трябва вече да има опит
от осъзнаването си в друг пол, в друга полова, джендерна идентичност. И това е можем да кажем, метафора за една скрита диктатура, която аз повтарям думите си, зад радикалното идеологизиране на понятието човешки права, може да бъде диктатура срещу моята християнска идентичност. В този контекст аз казвам, че като потребител, като гражданин, като човек, аз нямам проблем и искам да живея в такова демократично общество. Но като християнин, в моята християнска идентичност чувства тази амбивалентност и аз не мога да скрия това си чувство и този си опит. Още повече преди няколко месеца в България имахме много така оживен дебат около Истанбулската конвенция, която беше точно посветена на точно такъв ценностен дебат, който в един момент стига до това, имаме ли дори право ние като християни да заявим нашата християнска идентичност в това демократично общество. Формално да, но на практика понякога аз имам съмнение дали ние имаме такова право или това е особен подвиг, който трябва да преживеем днес. А иначе, само две думи, що се отнася до начина, по който вярващия човек, християнин, църковният човек, според мен трябва да преживява всичко това. А това, което каза уважаеми колега и приятел Солунчев, да, Европа не е затворен, е отворен проект, в смисъл, че от християнска гледна точка ние преживяваме тази историческа, тази субстанциална историчност, за която той говори, в един ескатологичен план. Тоест като една даденост, която те първа трябва да продължи да се случва и моите думи за душата на Европа или за идентичността на Европа бяха в този смисъл. Това, че християнството или християнинът може да допринесе с личното си свидетелство, с личния си живот, как да кажем, добрия евангелски човек да допринася към тази Европа с нейните ценности, макар и секуларни и така нататък и така нататък. Мисля, че не е въпроса в противопоставянето изток-запад или противопоставянето християнство и секуларност толкова, колкото в трезвото осмислене на тази двойственост, която според мен е факт. Јас сега само кратка полемика. Јас живеам 38 години во Германија. Мојата внука е 5 години во детска градинка. Јас не познавам детска градинка во Германија во која што се предава джендер. Тоа не треба да значи ако вие нема секогаш одите. Па не, ама јас не знам и плановите за тоа што се прави. Посебни примери генерализирате. Слушайте, ама нашиот драг колега рече дека жена од Норвешка. Сега кажува жена од Германија, дека нема такво. Пред малце, например, почнате дека на граница, јас можам да ви дадам 100 примери на мои комши македонци, албанци кои отидоа на граница и си зедоа избеглици. А можам да ви дадам и пример дека тој менталитет на Европа уби милион луѓе на првиот светска војна, 4 милиони луѓе в другата светска војна, стана Сребреница, значи пред холанѓанските војници кои што гледаа како се убиваат деца. Истиот е тој менталитет. Ама треба ли нас холандјанските војници да ни кажат дека не треба на Балканот да се убиваме? Јас мислам додека на Балканот мислат дека тие смеат да се убиваат и дека треба да дојде Европа и да ни каже тоа што се случува, тоа исто. Ево тоа. Мојот патос беше в друго, че една такава практика може да се обоснове, да се аргументира чрез едно много важно понятие, понятието човешки права, един много важен концепт, именно чрез неговата злоупотреба, чрез неговата идеологизация, чрез неговото функциониране вече по един идеологически начин, което би могло да бъде на граница на диктатурата. Знаете што? Во Македонија, во моментот, разберам да се говори за проблемот на човекови права и на самоопределување, кога тоа конкретно би се врзало со одредени проблеми. Во Македонија, например, 27 години не може да стане членка на Европската унија, само заради тоа што не заради Европа. Туку тоа е интерен балкански проблем. Не е така. Точно ќе ви кажам јас. Па и Бугарија има интерен балкански проблем. Затоа сега ти си дозволам да го земам зборот.
Заради тоа што темата на овој форум не е бистрење политика. Ма не е тоа, не Ние е тоа можеме да бистрење бистриме политика. политика во било која друга прилика. Ова е христијански философски форум. И ние тука не зборуваме за тоа кој е повеќе во право и кој е Отец повеќе Милан, по Цавинове. политика е дженда. Зборуваме за тоа како религијата во Европа може да ја направи Европа подобра. Дали Европа може да се подпре само на своите принципи кои што повеќе пати ги повторивме, нели, човечки права и така натаму. Не, еден многу добар оперативен систем, компјутерски, и тоа се пушта, како се вика, бета верзија. Се пушта бета верзија да се провери за бубачки, дали има багс. Поминуваат сите можни проверки на системот и системот се пушта во употреба. И повторно се откриваат бубачки, постојано, значи мали грешки во системот, понекогаш и поголеми грешки во системот, имате една верзија, втора, трета, имате апдейт, имате апгрейди и така натаму и така натаму. Јас не би рекол дека тоа што се случува во општеството може да биде посовршено од примерот што го дадов со оперативниот систем. Значи, општеството исто така има бубачки, има грешки. Општеството не е компјутер. Општеството е сложен систем кој што содржи грешки. Правниот систем е систем кој што може да содржи дупки, како што ни е многу добро познато. Заштитата на правата на еден човек може да бидат повреда на правата на некој друг човек. Ма тоа е, Отче Милан, тоа е бистрење политика. Или ќе зборуваме конкретно, Имено, или ќе зборуваме за Литва. моето прашање е, и тоа би било до сите вас, но исто така и насоката која што би ја дал до публиката, е дали религијата како така присутна на европско тло, со векови, со милениуми, присутна на европско тло, а не од вчера, може да ја направи, да го направи светот во кој што живееме подобро и на кој начин. Ете, тоа е една од главните теми на оваа дискусија. Тука влегува христијанската религија, тука влегуваат и другите религии присутни тука, како што е исламот, како што е јудаизмот. Дали ние можеме да придонесеме и дали секој обид да се најде бубачка во системот треба да се третира како непријателство. Ние сме дел од системот. Ние сме дел од тоа општество. И како што сме дел од тоа општество, да живееме во него, постоиме во него, нели, како што реков, иако не сме од него, исто така имаме право да придонесеме за него. И ако најдеме некои нешта кои што би сакале да ги направиме да бидат подобри, да кажеме, нели, сакаме овие нешта да бидат подобри. И сметам дека тоа е насоката во која што дискусијата треба да се движи. Јас не гледам тука напад против. Никој нема напад. И јас не полемизирам со вас, се сложувам со. Горед, бидејќи времето истекува и веќе се развлече целата дискусија, како модератор ќе си дозволам да дадам само 10 минути за прашање од публиката. Ќе ве замолам за вкупно 2 прашања, заради тоа што веќе помина 1 час и 4:30. Така што повелете, ви од преска барате збори, позади уште некој бара збор, да се мора да се Ќе се бидам кратко само да затворам сите работи вака во мала дискусија. Се наоѓаме во црквата Свети Димитрија. Свети Димитрија е заштитник и светец на еден клучен град во Европа. Би го нарекол тој град е духот на Европа. Можда отец Милан нема да ме бендесен што ја го кажам, меѓутоа тоа е Солун. Солун во историјата беше град подеднакво христијански, подеднакво еврејски, подеднакво муслимански. На жалост, денеска Солун е христијански. Солун без душа. Како беше од Унковски представата град на духови. Клучната улога во сето тоа го имаат направено христијаните и православната црква во Грција, и германските католици, и германските лутерани со евреите што го направиле. Тоа е за едната работа. Втората работа, цело време се дискутира за секуларност, за моќна држава, за све. Значи, оно што нема да ги бенди са христијанските и муслиманските елити е колку повеќе одат кон институционализација на религијата, она што Европа го наметнува.
толку повеќе ќе биде гностичката сенка поголема во христијанството и толку поголема ќе биде софистичката сенка врз исламот. И трето, само за крај, демократијата и христијанството. Исус во прекрасниот божествен говор на гората не научи едно многу битно правило: не му го прави на човек она што не сакаш тебе да ти го прават. Меѓутоа, западната демократија не научи на тоа. Западната демократија не учи на тоа, прави му го на човек она што ќе одлучи мнозинството. Така да, тоа е чист многу демагогија дека европската демократија има христијански вредности. Златното правило и она говорот на Исус беше: прави му го на човек она што сакаш вас да ви го прават, а не мнозинството. Благодарам. Сметам ова за коментар, така што мислам дека не е прашање упатено до било каде, но си позади имаме уште едно прашање. Поведете. Чувствувам дека во дискусијата се заборави човекот. Зборот човек јас не го слушнав. Само сакам да кажам дека во Библијата една од историте заповеди е: сакај го својот ближен како себе си. Сакај го својот ближен, од ближен да разбира секој човек, без разлика на националноста, верата и така натаму. Значи, мислам, тоа е пасот на Европа. Тука Европа може да се обедини преку тоа. Да се смениме ние во нашите мисли, нашите сваќања, дека човекот е централно, има централно место. И самото христијанство, самиот Исус Христос остава човекот во средиштето. Значи, христијанството е антропоцентрично, според обарањето и според пораките на Исус Христос. Само сакам да спомнам денеска дека христијанството во таа смисла е доста напредно. Сака го човекот, тоа е нешто основно. Во таа смисла сакам да кажам дека деновиве имаше еден настан што ја вознемири јавноста. Тоа беше кога премиерот избра во својот кабинет капетан Хоџа. Меѓутоа, според мене, тој чин на премиерот е длабоко христијански и вистински христијански чин. Тој капетан Хоџа не го не познавам. Вестиот ги слушав само преку радиот, не гледав телевизија, не читав вестници. Меѓутоа, тој капетан Хоџа се даде оставка и што го рече единствено беше дека чувствува големо почитување кон премиерот. Тоа. Значи, тука треба да се концентрираме на човек. Сумнам да дојде и ова беше коментар, бидејќи обично тој секогаш го дава за ваш приуз. Обично, не е многу често. Значи, ние можеме да зборуваме за метафизички основи на некако етички систем, оно што го викаат хрватите одходжење, системи во кои што е истрпена сета стварност. Именно стварноста на експлоатацијата е понекогаш многу пореална од сите наши метафизички системи и заложби. Затоа што ние можеме во рамки на нашата длабока религиозност да се обходиме со другиот како свој ближен. И во многу нешто протестантите тоа го правят, али тоа не спречи да го експлоатираат трудот на свој ближен. И во една насока се чини дека целиот свет почива на некаква експлоатација на едно човечко суштество од страна на друго човечко суштество. Според мене, апсолутно иднината на религиозното рефлектирање и разгледба лежи во вклучување на, да кажеме, на таа длабока филозофска основа на религијата во однос на овие конкретни прашања што го условуваат проблемот на противречноста на метафизичките основи на религијата, да го љубиш сопствениот ближен како себе си и она што се реални законитости на системот на капиталот. Значи, ако би можел да бидам да завршам ова што го кажам, ми се чини дека религијата не смее да остане само во рамки на сопствената самодоволност,
туку апсолутно од перспектива на, по моје мислење, длабоките етички основи што ги сугерира и што е во една насока упатувајќи на трансцендентноста, во една насока да предничи во поглед на таа етика, таа има одговорност внатре себе си да почне да рефлектира филозофски за законите на стварност што спречуваат ние да го оствариме сопствениот идеал, да го љубиме ближниот како себе си. Именно, ако остане прашањето дека јас го љубам ближниот како себе си, а при тоа се заложува, или потполно го оставам проблемот на статус кво, дека може да продолжи понатаму било каква експлоатација на човечкиот труд и на човечката личност, ние само постануваме фарисеи на 21 век и еден имено го отелотворуваме оној фантастичен превод на Хипокрит, именно лицемер. Значи, така би завршил.